Земјоделците не се задоволни од работата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ова го покажуваат резултатите од истражувањето што го спроведе Рурална коалиција. Од вкупно 400 анкетирани земјоделци, 21% му даваат оценка единица на ресорното министерство за работата од 2013 до 2016 година, а 45% двојка. Критиките главно се однесуваат во однос на нефункционалноста на работните тела кои треба да го обезбедат учеството на земјоделците во креирањето и спроведувањето политики во оваа област. Само 16% од земјоделците опфатени во истражувањето имаат информација како може да се вклучат во работата на министерството, а 5% од нив потврдиле дека се дел од некое работно тело или комисија на надлежното министерство. Неодамна на состанок во Велес од Македонската асоциација на земјоделски задруги, исто така ги потенцираа проблемите во македонското земјоделство, меѓу главните финансиската поддршка на задругите. За периодот од 2008 до 2015 година се предвидени во програмите за рурален развој за поддршка на земјоделските задруги 1.750.000 евра, а исплатени во истиот период 2008-2015 се 445.000 евра. Тоа е една огромна разлика што меѓу предвидените финансиски средства и исплатените не се совпаѓа. Државата е таа која треба да најде баланс со тоа што на земјоделците нема да животарат, значи ќе им даде субвенции за да може нивното производство да биде исплатливо, а од другата страна да не бидат од трговците уценовани и така да крајниот потрошувач, тоа сите граѓани, да имаме едно земјоделско производство кој ни одговара на нашиот социјален момент. Анкетата е спроведена во периодот октомври-ноември 2017. Од Рурална коалиција истакнуваат дека Советот за земјоделство и рурален развој е нефункционален, нема ажурирани податоци за најголемите национални здруженија на земјоделци и не е формирана национална мрежа за рурален развој која е предвидена со закон. Истражувањето е реализирано во рамки на проектот Отчетност за сработеното со парите на граѓаните, реформа на јавната администрација која тешко се достигнува.